Десетина пациентки на неделно ниво само од истокот од државата заболуваат од рак на дојка. Праксата покажува дека се намалува и старосната граница. Па ако пред неколку години заболувале жени над 45 години, сега заболуваат од 25 години па нагоре. Причината најчесто е стресот. За жал, се повеќе се намалува. За жал, се помлади жени заболуваат од оваа болест. Ако претходно просечната граница е била 45 до 50 години, сега просечната граница е минималната возрастна граница е од 25-та година па нагоре, во просек и околу 35 до 40 годишни жени заболуваат. Доста пациентки има, сега зборуваме за редовни прегледи кои што се прегледуваат, не секоја од нив секако дека ќе излезе карцином, меѓутоа на неделно ниво, бидејќи јас работам и биопсии на дојки, на неделно ниво има околу 10 пациентки. Само на неделно ниво зборувам за во регионот на Источна Македонија, не само за Штип. Причините најчесто стрес и позитивна фамилиарна анамнеза, ризик како најчести ризик фактори, симптомите се промена во големината на градата, пациентките најчесто знаат да дојдат на преглед бидејќи си напипале некоја грудка која што за кратко време расте, тврда, не се повлекува со тек на време, си забележуваат исцедок од брадавицата, вовлечена брадавица, црвенило на кожата и тоа се најчестите симптоми. После 20 годишна возраст, жените треба да ги прават редовните ехо прегледи, додека пак после 40-та година да започнат да се прегледуваат на мамографија. Од клиничка болница Штип апелираат не само во месец октомври, фокусот на оваа болест да биде постојан. Кај девојки кои имаат позитивна фамилиарна анамнеза, тоа значи дека девојки кои во семејството имаат болна мајка, тетка, сестра, овие прегледи треба да почнат да ги започнат секако по 20-та година со ехо прегледи, а по 35-та година мамографија. Апелот е да не биде само месец октомври месец во кој што ќе ставиме фокус на оваа болест, со оглед на тоа што оваа е болест која на глобално ниво се зголемува и нејзината инциденца се зголемува за 1% секоја година. Фокусот нејзин треба да биде во текот на целата година, а не само во месец октомври. 1% од заболените со рак на дојка отпаѓа и на машката популација.